Другари, само што се пресобличов за домашна атмосфера, викам се, ставам пици или новинци и ми текна забрив да објавам најбитната работа. Вашата омилено омразена Стар Атлас, која што ќе играете 2030 или 2035. На поскапа ценичка. Значи, мобето кој е, другари, значи имаше, ја не се сеќавам, али валја сум ме преспал. 24 октомври, Solana Gaming Weekend Boost, 1000 price pool, значи $200, 170, 140, 120, 100 и надоле. Да сум бил сигурно ке сум освоил нешто. Опинци, али леле шо направив? Не, таа ми е страшна навика, брат, да изгасам се животно. Али браќата се виделе и еве, Дакотата ли ovo, зашо не опишува? Фактички он е коментирал совкупно да. Значи Дакотата е освоил трето место и $140. Не се сеќавам дали рече дека со боксови или некој друг надпревар бил, и јас со тај од боксовите освоив круг карт преска што ви ја покажав. Не ми се падна нешто кој знае шо, ама ја немам ја таа. Пајо е 8 место и $55, Пајо е играл, сигурно не ни знаел дека играјање ќе освоил прво. Не знам што е правил, чудна работа или последен се оклучил. 8 место и $55. Христијан е освоил a.k.a. The Jesus, 5 место $100. Значи македонците си Дакотата беше $333, така ли? 333, ако не се лажам, плюс 140, $473 за 2 месеци. Jesus беше 114 или 116, плюс 100, $216 от те така рандом, надпревари, много слабо. Пајо беше, ако не се лажам, беше речел $650 и стигнал 700. Ставам го 650, плюс 55 е освоил, 700. Пајо е $700 за 2 месеци. Другари, браќата македонците, од оваа игра, која што народот не сака ни да ја пипне, значи почнуваат веќе да прават парички. Ово е многу битно да се изгледа. Не, чекај, дека беше... Или го тргнав настрана. Ово видео е многу интересно. And in a way, you're kind of competing against everyone else because this is a fixed pool that's going to be distributed, and you'll be getting a proportional amount of that. So what's really interesting is, so we have about 2,100 profiles registered so far. We just announced this, kind of a ninja launch last Thursday, actually, very secretive in this particular season. But we have 2,100 active profiles, and we have about a 35% conversion rate on people that are actually. You know, I guess it's a pretty simple question you can ask yourself is, do you think that there is a lot of potential for an L1 network token, which is the Zinc token, Apex, but we be distributed, come in and spend, or you can go trade on, and network token, or is an XP multiplier at the amount of it. So that's multi can acquire ranks this into your straightforward. I mean, we will be adding additional mechanics, most likely when we get into that. Фактички, in our Discord, за тия 20 дена, не за тия 41 дена, например, ке стигнете колко проценти ке стигнете и тия проценти от следния airdrop ке ги пресмета. Ке мене си има избагирано отворив тикет, беки го оправят. Токав малер да сум па на мен да се погоде. Бустеро да се ресетира. Ја бев стигнал до 10x 5 ден и еднаш ми се ресетира на први. Од како инсталирав ово за да пробам да ставам друг аватар. Малер, кај мене е 201%, ама ќе видиме. Пишав тикет, петок, сабота и недела они се слави, понеделник валјда ќе го одговори некој. Интересно е дека тај буст ќе се продужи и у следниот airdrop. Значи кој колку ќе достигне, ќе му се продужи, значи треба луѓе да пробате да играете. Другиот мобет беше, значи играта се развива бавно, има багови се, но другото, другари, што идеме е на брзина да ви покажам дека
сите join session одете, значи сите веќе можете, чим кај мене бива, значи еве да речеме Норд, вие ќе одете Европа Weekly Racing, значи ја ќе имам North America Weekly Racing, да видиме почнува да дава многу добар експириенс, значи можете и со многу послаби компјутери да играете, треба да инсталирате играта и да пробате. Ќе успат кога ќе инсталирате и ќе пробате и со пуцачината дали бива, но прво ќе пробате трките. Еве ја не ми е наместено сега тука, баш не ми е наместен како се вика, не ми е наместен на таа тастатура кој играм, раката гледате ми е на лаптопо, али уствари ќе пробате без разлика, ако има некој да се тркате, ќе ви даде помалку експириенс за тоа што ќе се тркате против него. Значи еве ви начин со трките како може да качувате левели побрзо за после да играете у пуцачината и плюс да ви дава експириенс да ги качувате левелите и плюс да ви дава повише инк. Значи прво е добро да почнете овај пат со трките. Па са смениле таа мапа. Значи се мене на 24 сата. Ајде да видиме дали ќе сецка. Ама да знаете дека се направете си профил на 24 сата се мене мапата. Оваа мапа повише тражи, еве ја ќе пробам ово сега, set ship. Дека кога даде брочето, уште е у изработка мапата. Дека даде брода, Значи брода го даде тука. Значи на F го палете. Значи оваа мапа 100% ке мене ке сецка, ама другата мапа да знаете дека... Чекай, на која страна е ова? Мислам дека е сецка. Оваа мапа да знаете сецка, ама другата не. Помала мапа една што има. И ви дава 546 experience, значи и на оваа мапа ќе си пробате, не сецка кај мене веќе, значи изработиот е полека, значи не ништо не гледам, многу сум близко до мониторот. Не, сецка дефинитивно. Значи ќе чекате, например, ќе си креирате профил и ќе чекате на 24 сата да се смени онаа помалата мапа. Пробајте и оваа, додуше може кај вас нема да сецка. Значи ќе си ја пробате и другата мапа, другари. И на другата мапа сам се тркате за 4 минути, 3-4 минути се завршува, ќе ви дава 546 experience. Што значи дека до 4-5 инк ќе правите на една трка и многу повеќе ќе земате дури и од ако се пукате со некој. За да се пукате, за да земете 546 experience, треба да направите 5 убиства. Зависи со кој се уклучите, а уште ви е слаб ранко, уште ви е слаб нели левело на колку работи имате отклучено како вакво кажи го, како армор, како чизми, која пушка, значи нема да биде баш сјајно и лесно да земете убиства. Тука знам негде кој ќе литнев ми засецкуваше. Да видиме дали тука е, сега дали оти снимам, значи гледате возам перфектно. Онака не се концентрирам, ама на онаа стаза возам многу побрзо. Значи правам дефинитивно 3 пати пробав по 546 experience. Треба на shift нон-стоп да пуштате, да го научите на shift како се пушта тај буст без да ви загрее. И на на тројка се става за 100% да лошо. На тројка треба да натисне неколку пати, како што гледате таму доле корнерот триаголникот, треба да ви е на стотка за побрзо да се движи. Тоа забрав да кажам, а е супер. Гледате како идов. Не е уште направена мапата, многу близко седам до мониторот и F држите за респон. Уручив се. Значи, пуштате го тај, колко има? Gate 6. Овај пат е многу побрзо. Значи, гледате на стотка, кога ќе натиснете на тројка, фактички, сега па не сецка, доста чудно. Пуштате го shift, треба да го научите како да го пуштате, на space кочеви ќе си наместите до душата, ама. Значи, еве да видам 21 gate да поминам, да видам колко ќе ми дава да ме интересира. Да не е само в два круга. Значи треба да го навикнете shift. Тоа е целата финта. Купете си додека е време тие брочиња, другари, по долар се и по долари па имате кру. Лап 2. Да, едно 2. Ќе се концентрирам да го извозам. Уште не сме научили целата цака, оние другите како возат толку брзо, ама ќе научиме. Колку повеќе се уклучат. Shift е целата финта до сега. Shift е до сега целата финта. Тука ми највише сецка, не знам зашо, тука изгледа се најаките детали. Да, треба да прерипам
бездната, треба да прерипам река. Целата финта е shift. Со джойстик пробав, нема шансе, многу е тешко. Гледате со маус и со тастатура, со маус многу полесно улавате у кривини. До сега еднашка не излетав, само промашив еден гейт и брмлам. Целата финта е shift, бусто, да не загрева, гледате од левата страна како се пушта и како се троши. Да видиме колку е онадам, значи 8 минути си играе пуцачината. Тешко е да освоите 500 или 1000, да речеме, experience. А тука сам, ако се тркате, може да освоите 546, значи за 4 минути ако ја завршам мапата. И аз фактички ќе земам 1000 experience, 1100, шо онаму пуцачината е многу тешко да ги земете тие. И тука фактички многу полесно ќе се го отклучите, секој профил, да се надпреварате за круг карт или за да може да упаѓате со нас да фармате. Тука гледаш повеќе детали, мапата иначе не е довршена, изработка е. Значи, да знаете, тука изгледа промашив тај гейт преска или? Ништо не гледам овака. Многу ми е близко мониторот, треба по-добар монитор, треба по-добар компјутер дефинитивно. Плюс и рефлекторите што му ударат у очите се и за тоа, ништо не гледам. Декојдов. Ако фанам на мојанци, тука е негде, знаеме кривината. Значи, другари, гледате, за смешно да извозите сам, сега ќе видиме колку ќе ми даде за 4 минути. На мојот компјутер чим бива, брат, ќе бива на сите ваши компјутери. Значи, инсталирајте, пробајте, купете си кру, имате видео за кој кру да си купите, имате видео за кој брочиња. Уште 2 порти. Да видиме колку ќе даде experience, колку ќе даде ink, ќе ви покажам. Уште една порта. Значи, треба да се ходаме. Ајде бе. И 5 минути 20, значи другата возам за 4 минути, оваа е извозив за 5 минути. Добро, фактички, па е окей. Ова е подлага, повеќе голема. Со 426, ама шо е финтата кај мене? Тоа забрав да ви кажам. Значи, ја имам круг карт. Имам картата ми е $150, ми е картата Legendary, значи 5 experience ми дава и карт Rarity ми дава плюс 25. Така да, кај вас сигурно ќе дава по 328, али ќе ја научите, значи 328, па на почеток ако ќе играете, ќе качувате повеќе. Вие ќе се купите Epic или Rare карта, значи повеќе ќе ви дава, мислам ќе ви дава помалку проценти од мене, ама ќе ви дава повеќе од колку без Epic или Rare да играете. Значи целата финта е почнете прво со трките. Не, втора стаза. Не. Финтата е да почнете да играете прво со трки, за тие што викавте дека како да играам одма пуцачина. Значи финтата да играете прво трки, многу полесно, другари, ќе напредувате. Така да поминава 15 минути, тоа е кратко видео, значи гледате македонците освоија уште награди и контото и се зголемува. Значи од Стар Атлас, тие што играат секој ден, што следат надпревари, имат и тикити, ќе има лотарија за бродови за екипажта што беше. Другари, уклучете се, значи да направите некоја паричка.